Па денес беше, значи, првото продолжение, вториот ден на 6-та седница на Комисијата за европски прашања, каде што го разгледувавме Законот за употребата на јазиците. Почнавме со разгледување на амандманите. Првиот амандман веќе беше прочитан од страна на предлагачот, при што се произнесе и министерот за правда, и потоа во согласно со деловникот ги повикав пратениците кои се пријавува за збор. Имаше тројца пријавени за збор. Го зема зборот првиот господинот Весел Мемеди, кој е потпредседател на Комисијата за европски прашања. И на неговиот говор имаше 6 или 7 реплики на тој говор, при што се понатамошната процедура е дека се завршува прво со репликите, па после наследниот кој што е пријавен за говор, и тоа веќе го информирав уште пред да започне со говор господинот Весел Мемеди и по неговиот говор, и немаше никаква интервенција, ниту процедурална, ниту било каква друга, но кога откако почнаа репликите, почнаа со елементарно непознавање на деловникот да барат процедурално насред говорна реплика, што е недозволиво. И откако ќе завршат со репликите, секако дека можеме да продолжиме и да ги слушнеме и нивните ставови. Всушност, они имат само 2 основни амандмани поднесено, кои што всушност не менуваат многу ниту во основата. Денешната седница беше закажена, беше во тек и се уште нема услови за да се продолжи со седницата. За жал, поради однесувањата на пратениците од опозицијата, кој што не дозволува редовен тек во согласно со деловникот, член 91, ако не се лажам 92, од деловникот, да се одвива седницата во нормалниот тек и да се слушнеме со аргументите кои што ќе ги представиме. Третиот ден и последниот ден на дебатата по амандманите за Законот за јазиците ќе биде на 25 декември, со тоа што се обидуваме да им дозволиме простор на опозицијата да дојдат во собранието на Република Македонија, да ги соочиме аргументите за нивните амандмани и да ги убедиме да гласат консенсуално за заокружување на Охридскиот рамковен договор, затоа што и тие се потписници на овој многу битен документ за Република Македонија.